3 месеци преполн плоштад, раздвижени улици и кафулиња во кои се бара место повеќе. Но кога ќе стигне летниот шпиц, нашите туристички центри буквално потонуваат во летаргија. Сезонскиот туризам носи брза заработка, но остава долги месеци празнина, која се почесто ја пополнуваат автобусите што ги носат младите надвор од земјава. Економијата од сезона за сезона веќе не е доволна да ги задржи младите професионалци. Без сигурност во текот на целата година тие се принудени да бараат подобра живеачка надвор. На туристичките центри итно им е потребна стратегија за живот 12 месеци во годината, велат младинските активисти. Треба системот на функционирање на туризмот да се смени. Не може само 3-4 месеци да нудиме туризам, ако сакаме кадрите да ги задржиме, а од на есен, да речем, тие кадри да ги оставиме на улица со несигурност во нивното живење. Треба да се донесе стратегија за функционирање, особено во Охрид. Ние имаме од септември, октомври па до февруари, март никакво голема пасивност, никакво функционирање, немаме некој добар туризам каде што ќе се продуцираат повеќе финансии и да речем тие кадри што веќе се на неопределено одат на 70% на принудни одмори, на неплатени и така натаму. Значи треба да направиме некоја стратегија да функционира туризмот 12 месеци во годината, не само 3-4 месеци. Проблемот не е само во недостигот на работа, туку и во начинот на кој се третираат оние кои инвестирале во своето образование. Со години високообразовниот кадар во туристичките центри е жртва на системска неинтегрираност. Транските компании кои функционираат во рамките на ТИРС, да речем, еден дел од младите кои одлучиле да останат тука работат во тие фабрики, меѓутоа за нив како високообразовани кадри не може да се дозволи да работат на линии затоа што немаат раст и развој на нивната кариера. Тука зборувам за информатичари, инженери, правници, економисти, не може да заглават да работат на линија во фабрика и да се очекува дека тие ќе имаат некој развој на нивната кариера. Овие појави веќе одамна не се само економски, туку демографски и екзистенцијален проблем, додека државата и локалните власти со години дебатираат за стратегии кои остануваат само на хартија, времето тече, а иселувањето на младите веќе не е процес што може да се запре со козметички мерки и 3-месечни сезонски заработки.